Една од причините можеби зашто не сме толку храбри да излеземе надвор и да го споделуваме Евангелието е што нешто типично што е за Македонија е често пати стануваме жртви на прекумерни грижи. Се служувате за тоа? Дори и самото слово кажува дека Павле кога бил во Македонија бил препон со стравови однатре и однадвор. Препреки, стресови. И затоа сакам тоа да зборувам, затоа што секојаш ме интересирало на кој начин Бог се грижи за нас, бидејќи во Словото вика во Филипјаните 4, 6, 7, вика, предајте му ги сите грижи ваши на Бог, бидејќи Тој се грижи за вас. И тоа секојаш ми е било интересно на кој начин Господ се грижи за мене. Бидејќи јас знам дека многу се грижам. Не знам за вас, меѓутоа јас се наоѓав себе си до неодамна, и се разбудам на сабајле, и знаете, отпорин насмеан, ма тоа трае 3 секунди. И потоа, полека како да ми се вклучува процесорот, и најна се појавува првата мисла, некоја врска на факултет, можеби, на работа што не сум ја завршил. Се појавува втора мисла, Маја ми е лута, можеби. Се појавува трета мисла, некоја нова грижа, ме разбирате? И најнаш стануваш и целиот си обременет. Дали се случило вас? Јас никош нема да разберам, ова не е убав пример, ама сеќавам на погребот на сестрата на жена ми. Таткото, дедото мој, прилегна. Целиот со бол, со грижа, прилегна, заспа. И потоа, сеќавам се разбуди и насмен вака, и за 3 секунди најнош умот му да му процесира, му текне што се случи. Се сеќавате на тоа? Мислам, веројатно ми се случило. И тогаш се сеќавам на овој стих и викам, ништо, нема овие грижи да владеат со мене. Нема овие грижи да управуваат со мојот ден. И почнам да ги предавам. Нели така вика Божјото слово, така? Што ќе се случи на работа? Му предавам. Што ќе се случи? Му предавам. Не разбирате? Баш и кажав еден пример на мојата колешка Милена, дека се најдов себе си, како Господ ни дава ментална слика и ме враќа наназад, да речеме пред 3-4 години. И ми вика, Исус ми вика, сега Николче сакам да ти опишам, да почувствуваш во каква емотивна состојба си се наоѓал, кои мисли ти биле. И се наоѓам себе си целиот обременет со некоја грижа, што ќе се случи, и потом велам Исус, ама ова не беше ништо. Ова помина, никакви последици немаше. Да, меѓутоа ти помина скоро 3 дена во таква состојба, во грижење, очекувајќи што ќе се случи, како ќе се случи, ќе ми избркат од работа, и било што. Не разбирате? И така ми рече, можам да те воведам во многу такви периоди од твојот живот, и кој ќе сватиш дека всушност непотребно си се грижал. И јас мислам дека ова е типично нешто за нас македонците. Затоа сакам да навлезам во тоа како тоа Господ се грижи за нас, како да ги предаваме грижите. Имаше еден познат исцелител, се вика, не знам, Џон Џи Лейк, се слушнаме за него? Тој бил познат исцелител. Можеби не бил успешен во некои други работи од животот, во семејството или не знам што, ама многу Господ работил преку него во исцеление. И знаете што тој истакнал? Тој рекол, јас сакам да научам науката на Бог позади исцелението. Не ме интересира само за да исцелувам, туку како тоа го прави Господ, на кој начин го прави, зошто го прави, кога го прави. Ме разбирате? Исто како што Зоран Знаеме напиша книга за благодат. Тоа е веќе наука за благодат. Ме разбирате? Тоа е откровение. Затоа што тој инвестирал својот живот, размислувал и Господ дал откровение. И кога читаш, едноставно гледаш дека ова е научно дело. Ме разбирате? И така јас имам 2 работи за кои што сакам да научам науката, како Господ го прави тоа. Првата работа е како Господ се справува со нас, како се грижи за нас. Затоа што понекогаш ми се случува како ми се чини како да не се грижи воопшто. Не разбирате? Ето не пушта. Не дозволува се. И втора работа, значи сакам да научам таа прва работа, како да растам во таа интимно со него, како да го запознавам, начинот на кој што се справува со мене, начинот на кој што ми помага во секојдневниот живот. Прва работа. Втора работа,
Сакам да научам таа наука како една црква може да расте, да просперира и да бидеме глава, а не опашка. Тие две работи сакам да напредувам. Сакам да видам позади науката како Господ работи тоа. Прво нашиот интимен живот и после тоа како не прави како црква да бидеме водачи на светот, да го донесеме евангелието, да бидеме успешни и луѓе се спасуваат. Ви интересира тоа сега? Јас кога примев Исус, не знам за вас, прва работа е грижите си отидоа. Затоа што бев многу нервозно дете. Затоа што многу се грижав, многу стравови имав, ностоп ми се потеа рацете. Тогаш кога го примев Исус, главна работа беа факултетот и испитите. Тоа беше мојата главна грижа. И кога дојде Исус во моето срце, нештото што порано може би беа многу важни, станаа многу неважни. А Исус и неговата Евангелија станаа многу важни. И јас септен го батарев факултетот, тоа е неголемо, не е убаво сведоштво, меѓутоа, не може да ми стана. Престанав да одам на предавања и се одев таму каде што имаше активност за Божјото царство. Покасно требаше да созреам и некој да ми каже, не е добро сведоштво за луѓето. Треба да седнеш и да завршиш факултетот. Така е Коки? Не, Коки си има друг живот. Меѓутоа, дали сте го искусиле ова? Кога го примаш Исус, како да се отвори таа врата на прва љубов. И љубовта на Исус Христос толку те одзема и најнаш станува се друго неважно. И ти сакаш повеќе од него, гладен си. Со текот на времето, полека, како Господ отстапува, и после те тера сега ти самиот да почнеш да го бараш. Не разбирате? И така доаѓаат грижи, доаѓаат непристојни понуди, не разбирате? И многу одлуки што ти треба да ги донесеш, за да го задржиш тоа водство од Господ и таа насока што тој ти ја дава. Има еден стих што вика кои се оние кои што семе беше посадено, сеќавате на тој стих? Мислам дека во Матеј 13:22. Вика посаденото кај трње словото, тоа е словото кое што луѓето со радост го примаат, меѓутоа заради проблемите и грижите од овој свет не донесуваат плод. Тука. Посаденото меѓу трње е оној кој го слуша словото, но грижите за светов и измамливото богатство го слушува словото и станува неплоден. И така се наоѓам себе си во оваа работа и си размислував што се тоа трњето. И Господ рече тоа се стресови. Знаете, кога го примевме Исус, добрата почва, пишува добрата земја, добрата почва, тоа се нашите срца. Веруваме дека Исус не даде ново срце, дека е чистено, дека е измиено. И сите имаме сега поради Исус добра почва. Меѓутоа во Псалм, усвари во Изреки 4:23 вика најмногу од се чувај си го срцето. И така јас кога доживав таа прва љубов и безгрижност, тоаш беше кога Господ ми даде добра почва. Најнаш ги снема трњето, се изорано. И беше посејано словото на евангелието, словото на благодата. И јас уживав во тој плод, уживав во таа радост. Ама тоа, после тоа, доаѓаат грижи, така? Факултетот. Па треба се жениш. Абер нема, женските ичт не пројавуваат особен интерес и успех за мене. Па треба да јадиш. Мајка ми и татко ми ги изгуби работите, отиде принуден одмор. И најнаш, полека, се населуваат некои непријател од сее семе и пак некои трња се раѓаат, ме разбирате? И нема плод. И тоа сватив, Николче, чувај си го срцето. На кој начин Господ се грижи за нас? Сакам да знам на кој начин. И прва работа што Господ ми кажа, Николче, знаеш на кој начин се грижам за тебе? Прво, се обезбедив предходно. За разлика од нашите физички родители, некои од нас малку повеќе, некои од нас малку, може воопшто, не ни обезбедриле нешто. Моите, лично знам дека многу ме сакаат, меѓутоа не ми обезбедија некои материјални богатства. Ниту стан, ниту куќа, ниту ниви, ниту не знам што.
Така ни јас на моите ништо ме обезбедив, сам ќе може да се најдам. Меѓутоа, вика, јас сум небесен татко и се претходно ти обезбедив. Бидејќи во 2 Петар 1:3, што вика? Сега моментално не ми текнало, така ќе мора да најдеш. Неговата божествена сила ни подари се што ни е потребно за живот и побожност. Преку вистинско познавање на оној кој не повика преку својата собствена слава и доблест. Нашиот небесен татко се обезбеди. И од ова говорница има многу проповеди каде што кажуваат тоа е свршено. Само ти треба да го земеш, со вера да го примиш. Знам еден пример за една драга сестра која што била на небото и имала таа чест на небото заедно со Исус да се молат. Застануваат пред на некој место на небото, Исус вика, ајде се молиме заедно. И таа вика, супер, уште девојче била. И се моли за една работа и Исус си кажува, дан, свршено. Друга работа се моли, Исус кажува, дан, и тоа е завршено. Трета работа се моли и тоа е дан. Јас сум учител и знам дека кога ќе им дам некој задача на децата и ќе им речам, сега кога ќе завршите, тивко ќе ги дигнете рацете, тоа е доказ дека сте завршиле задачата, ќе дадам да ја проверам. Меѓутоа тие секогаш дан. Ќе му кажам, не си дам. Малку се шегувам за нив. И така многу работи се завршени во Исус Христос. Меѓутоа вика, на кој начин ги добиваме? Преку вистинско познавање на оној кој не повика. Значи треба да го запознаеме Господ. Треба да запознаеме Господ како грижив татко, кој ќе се ни обезбедил. Треба да запознаеме Господ кој што во него имаме инина и надеж и дека не го сака најдоброто. И треба да го веруваме во тоа. И така да мене не ме фасцинира толку многу кој ќе кажат, ама е завршено се е готово, се. Сакам да знам дали ако во тоа завршена работа Господ пак некако не интервенира и не охрабрува да почнеме да го манифестираме тоа. Ме разбирате? Затоа што тоа што веќе е сработено, што е завршено, треба да се разработи, така? Треба да почне да се манифестира во нашите животи. И тука сум напишал, но Бог ни помага и во сегашноста. Тоа што е свршено, разрешено, да се разработи, да се манифестира. Дали знаете дека сега целото небо е активно вклучено во тоа да вие се манифестирате како вистински синови и ќерки на Исус Христос? Јас верувам дека сме откружени, како што Библијата кажува, од облак од сведоци кои што навиваат за нас. Вчера гледав атлетика и многу ме интересираат тие штафетните трки. Се гледале? 4 пати по 100 метри, 4 пати по 400 метри. Интересно е, кога ги прават тимовите, обично првиот што трча е меѓу подобрите, ако не е најдобар. Вториот и третиот се малку послаби и четвртиот е најдобриот. Обично така беше. Мислам дека Юсейн Болт секогаш трчаше последен и ќе победуваше американците. Така. Има некои што сработиле многу. Нашата вера е заснована врз апостолите и пророците. Така? Да речеме, тие беа тие шампионите, како Павле, како Петар и многу други, како Тимотеј. И потоа тие ја предадоа штафетата на други, кои што не беа толку многу јаки. Па на трети, кои што беа може и послаби. Меѓутоа сега верувам дека доаѓа таа нова генерација, тоа сме ние, и ние може би ќе појаки. И ќе правиме работи кои што се многу посилни, дури од оние што Исус и Петар и Павле што ги правеа. Веруваме во тоа? И така ние сме обкружени од тие облак на сведоци и навиваат за нас. Господ ни даде друга ваква ментална слика. Дека како да јас сум во некој Матрикс, сте гледале тој филм од Матрикс? И дека од небото ме посматраат. Исус со ангелите, со облак од сведоци ме посматраат и се радуваат на секоја одлука што ќе донесам во согласност на Божјото царство. Не реагираат многу кога ќе донесам некои погрешни одлуки, ми разбирате. Меѓутоа, кога ќе каже Библијата дека Исус, дека Бог најмногу му е угодно нашата вера, дали знаете што значи тоа? Е кога ќе види дека човек кој што е во овој свет и е обкружен од различни дразби од овој свет, грижи
понуди, препораки, гледаме вести, што се ни кажуваат, ке ти сплашат, воздухот е загаден, немој да излегуваш дома, ова немој да јадиш, тоа немој да пиеш, канцерогено е. И ако си ти ностоп склон кон тие дразби, ништо нема да правиш. Ке си седиш дома, ке живееш во страв. И Бог ке се воодушеви кога ние во вера ке решиме нешто да направиме, едноставно, како да кажем, иако си обкружен од тие дразби од овој свет, најнаш ти почнуваш да фатиш, успеваш да фатиш фреквенцијата на Светиот Дух. И правиш нешто кој што е определено од Господ од предвечност, не разбирате. Затоа што Господ определил за нас дела што треба да ги направиме, уште пред создавањето. Тогаш има голема радост. И Господ се одушевува. Господ се одушевува нашата вера. Затоа што иако околностите околу нас биле спротивни, ние сепак решаваме да правиме нешто и да ја примеме таа фреквенција од небото. Не знам дали ви е јасно. Меѓутоа, исто како Киану Ривз во Матрикс. Иако беше обкружен во Матриксот, нешто го копкаше, нешто бараше. И знаеше дека ова не е вистински. Дека постои повисока вистина. И ја најде. И тоа се сушност грижите од овој свет. Некои илузии. Не се само грижи. Кога зборува за грижи, мисли на некои преокупации, на некои наши страсти, на некои наши навики, и кои што мислиме дека не исполнуваат. Меѓутоа не се вистинското. И не се оно што Господ го сака за нас. Втора работа што ја научив за Господ, на кој начин се справува со мене, на кој начин се грижи за нас, е дека ич не разгалува. Не знам за вас. Ама мене ич не ме разгалува. И затоа секој се трудев, кога ги воспитам моите деца, да ми јат разгалени. Затоа што учител сум и верувајте, не е убава ситуација кога се соочуваш со такви деца кои што се навистина разгалени. И кои што си дозволуваат, имат слобода да ти кажат се. Мислам, не само да ви кажам, ама на каков начин бил навредуван и што ми зборувале децата, и се чудам. И ке си проголтам, и кажам, Господе, ти ме сакаш. Да. Ти ме цениш. Знаете која е карактеристика на разгалените луѓе? Сакат работите да бидат понивно. Да се одвиваат на начин по кој што тие сакаат. Не знам за вас, а мене скоро ништо во христијанскиот живот не течеше како што јас сакам. Некои работи течеа, ама после ќе сваќам дека тоа биле уствари желби што Господ ми ги ставил. Ама се што беше моја желба, ништо не оствари Господ. Фала му за тоа. Ми даде жена која што ич не ме разгалува. Фала му на Господ за тоа. Ми рече, немој да ме спомнуваш, јас веќе втор пат ја спомнувам. Готов сум. На времето имаше шведски христијани, мисионери тука, и разговарав со еден сет, дали се викаше Ерик, дали се викаше Фредрик, дали се викаше Хенрик, појма неам. Сите ми се исти тие швеѓаните, плави, добро воспитани деца. Меѓутоа кажа вакво нешто. Разговаравме за моите родители, му кажував колку моите паничат, што ќе јадам, што ќе пијам, што ќе облечам, ностоп само такви сме ние. И му кажував дека, кога ми кажа дека сум христијанин, дека сум поверувал, си мислеа готово, полу детето, сака од кожа да излезат. И тие ме слушат вака и му викам, а твоите родители? Па ништо од тоа, ми рече. Вика, всушност, вели, јас израсна во христијанска фамилија и си мислев дека, не знам, ич не се ангажират околу мене родители, бе. Меѓутоа вика, подоцна сватив дека наместо да трчат околу мене, тие многу се молат за мене. И тоа е многу паметна работа. Би сакал и јас да имав такви родители кои што се молат за мене. И на таков начин понекогаш Господ делува. Не изгледа како да не заборавил. Не изгледа како да воопшто не се грижи, затоа што не е тоа негова рутинско, стандардно грижење. Јас се сеќавам за моите родители,
Една се разболив, дигнав температура, отидов на брза помош, ми даде што требаше, после тоа му го мерија притисокот на татко ми. Треба за него да се погрижете. Тоа сватив, добро ме сака. Меѓутоа, нашиот небесен татко нема да навлези во паника, не разбирате, затоа што нашиот небесен татко има перспектива на вечноста и гледа со мир на некои работи. Една работа што учиме јас и Милена како учители, наставници, е тоа дека ако сакаш да ги научиш добро децата, во мојот случај математика, немој се на тацна да му нудиш. Немој се да му објасниш од А до Ш и пена да ти фати устата. Објаснуваш. По некој толку објаснувам, ќе го извам гласот. И така научив од една искусна наставничка, рече, не, пушти ги самите, нека барат, самите нека истражуваат. И дури на нивната фрустрација, ништо не разбирам, нема смисла ова. Немој одма се да му објаснуваш се, туку дај му некои насоки, охрабри ги да почнат самите да барат, самите истражуваат. И мислам дека таков е нашиот Бог. Не ни дава се на тацна, не ни открива се. Некош ќе ни донесе некој пророштво, некој друг, убава проповед, меѓутоа најважно од се сака ние самите да растеме во интимност со него. Ме разбирате? Да си ја завршиме домашната работа. Значи Господ не разгалува и не се грижи рутински, традиционално, стандардно за нас. Си има специфичен план на секој од нас. Начинот на кој може да се справува со мене, не е начинот на кој се справува со тебе. Немаме таков небесен татко, кој што е како некој професионалец, како некој доктор и дојдеш на систематски преглед. Име? Ајде, зини. Добро, грлото, ајде да проверам ушите, срцето. Добро, супер си, ајде следеќи. Разбирате? Тоа е традиционална стандардна грижа. Господ е специфичен со нас, близок со нас. И си има начин на кој се справува. Моите сведоштва се мои, вие може имате некои подруги. Меѓутоа, сите го запознаваме, некој аспект од таткото кој што не е исцрпен. Ако некој мисли дека целосно го знае, се лажи. И ностоп ќе откриваме за него. Друга работа, Бог не е воопшто површен. Не се грижи површно за нас. Гледа од перспектива на вечноста. Ај види што има во Исаија 55, 8, 9. Што сум напишал. Мислам дека е тој стих кој што вика: моите патишта не се вашите патишта. Моите патишта се многу повозвишени од вашите патишта. А можеби тоа, можеби не. Така е? 55, 8, 9. Моите мисли, не се вашите мисли, ниту вашите патишта, мои патишта. Понекој сме фокусирани на нешто што е површно, на нешто што е, како да кажам, моите родители беа супер родители. Меѓутоа најважна работа беше да сум најаден, да сум напиен и да учам и да завршам факултет и да имам убава работа и да имам пари, да не страдам, ме разбирате. Сушно сватив дека она што се грижа моите родители е моето тело. Да бидам најаден, да бидам напиен, да бидам здрав, да бидам жив, да имам позиција некоја. Во Прво Солунците 5:23, кој ги благословува Павле, вика: и нека Бог наполно ве освети и вашето тело, и душа, и дух да бидат наполно запазени, целосни и безпрекорни при доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос. И така нашиот Бог не е само што Бог што се грижи за нашите тела. Некој си мисли дека воопшто не се грижи за нашите тела, се грижи. Сака да бидеме здрави. Знаете дека Божја волја воопшто да не умреме? Само кој ќе има вера за тоа или барем кој ќе има вера да каже, па можам да живеам 100, 200 години, зашто да не можно? И тоа, ете тие искуство што ги има до овој свет и се ти кажува, се раѓа, живее и умира, така? Старееш, во ред, ако прифаќаш само таа вистина.
Меѓутоа, ако живееш над таа вистина, и ако сонцето не е тоа кој што раководи со тебе, туку Бог, се е можно за нешто веруваат. Јас можам да ви кажувам за примери на луѓе кои што се живи 200-300 години. Се е можно. И така Бог се грижи за нашето тело, се грижи за нашата душа, за нашите емоции, нашиот интелект. Меѓутоа, тоа не е најважното. На некои луѓе им најважното е интелектуалното. И дури гледам како некои мои браќа и сестри им даваат нагласок на тоа интелектуалното, ме разбирате? И го запоставуваат тоа физичкото и духовното и почнуваат да личат дури на мудреците од овој свет. И Господ пред се грижи за нашиот дух. Затоа што прва работа, бидејќи Бог е дух, ќе делува преку нашиот дух. Не разбирате? И така духот е тој кој што има предимство и кој што раководи со душата и со телото. И тоа е друга тема. Сваќаме дека Господ кога постапува со нас, се грижи не само за нашето тело, не само за нашата душа, не само за нашиот дух, туку да се заедно. Последна работа, што сваќам, не, предпоследна, е дека Господ, кога се справува со мене, кога се грижи за мене, не сека да станам некој докажан индивидуалец. Туку да станам, тука сум напишал, тимски ентузијаст. Не разбирате? Старозаветен принцип, интересна работа е, како некои работи ги прифаќаме лесно, ова е Стар Завет, го отфрлам, не важи. А има некои други стари завети кои што упорно ги држиме. Знаете кој е старозаветен принцип за мене? На времето имало богати патриарси, како Аврам, па неговите синови. Имало пророци, кои што биле наречени мажи Божи, така, кои што го пророкувале Божјото Слово. Меѓутоа се е тоа, според мене, старозаветен принцип. Знаете кои се сега мажи Божи? И жени Божи. Сите ние сме. Иако понекогаш во некои цркви и во телото Христово превладува ќе рече, ова е вистински Божи маж, ова е посебно помазан. И може би е така. Меѓутоа сега живееме во време кога Господ сака да ти каже се е можно. И ти можеш. Знам за еден проповедник кој што е многу се добар проповедник, му се восхитувам, има јака служба. И кога бил млад тинеџер, 18 години, сакал да влезе во група која се била наречена Мажи Божи. Да замислете, Иле води таква група и се наречени Мажи Божи. И сакал да влезе во таа група и му рекле, па не чувствувам, водачот му рекол, не чувствувам дека си ти маж Божи. Абе сум, ме Господ повикува да пророкувам, не си маж Божи, ти. И така да реши да не верува на тој човек, туку верува на Господ. Така може да исповедаш, јас сум маж и жена Божја. Бидејќи сега Библијата нарекува царско свештенство. Синови и керки на Севишниот Бог. И веќе Господ не сака толку силни разлики. Ќе ги има секогаш. Меѓутоа не мора да биде толку големи разлики. И ти, знаете, живееме во таква средина каде што имаше подобро во православието на клер, свештенство, и на обични луѓе, не знам како ги нарекуваат. И некој ќе си рече, па јас не сум клер. Јас ќе си видам обичен човек. Приземен. Меѓутоа библиски принцип не е тоа. Сите сме синови и ќерки на Севишниот Господ. Во Новиот Завет индивидуалноста е заменета со групен напредок на црквата. Господ сега толку многу не се воодушевува од интелектуалци, индивидуалци, кои што силно напредуваат и ршум прават. Туку сака силна црква. Во Библијата пишува дека својата многу различна благодат и мудрост Господ сака да ја ослободи преку својата црква. Не вика преку Ѓонде и Ристе и не знам како, не кажува имиња, туку преку својата црква. Дали се служуваме со? И затоа јас верувам дека црквата е место
каде можеш несебично да се даваш, не е можност за твој индивидуален напредок. Може да биде, меѓутоа не мора да биде. Ќе ви кажам пример на моето училиште. Ако ме слуша некој сега што се кажувам. Имаме основна школа и имаме средна школа. За разлика од средната школа која ще си остана, како кажам, постабилно, кај нас нон-стоп се експериментира. И доаѓаат професионални, добри учители, кои ще ќе задржат 2 години, максимум 3, и ќе воведат нови работи, веќе тие се главните, тие се професионалците, и потоа ќе се заминат, па ќе дојдат некои други учители, професионалци, тие пак се сосема нешто спротивно ќе го направат. Ме разбирате, пупу не се важи, и затоа ние како основна школа, како кажам, нема стабилност. Луѓе си доаѓаат, си одат. За разлика од средната школа. И така и во црквата е потребна стабилност. Знаете што, живееме во општество каде што има многу професионалци, има многу стручњаци. Ностоп гледајте, отворете на Телма на Алфа 1, некој доктор, професионален стручњак и кажува, ова не смее, ова ваква вода е потребно, ова храна. Ми разбирате? И ностоп некои професионалци, ностоп некои стручњаци. Исто така понекогаш и во Божјата црква има некои стручњаци кои што се знаат, а другите врска немаат кутрите и ќе ги консултираат стручњаците. Што мислите, дали е Божја волја? Так. Господ, кога се грижи за мене, ми рекол, верувај во мене. Исус е вистинскиот стручњак. А потоа сите можеби ќе најдеш ти нешто, некој работа кој си стручњак. Меѓутоа, како да кажем, можеш да одиш кај некој стручњак за нешто, ама од друга област и не може да ти помогне. Тој специализирал за таа работа. Разбирате? И може би тогаш твојот брат или сестра од локалната црква, кој што не е познат, кој што нема ПР, ДР, МГР, не знам што, магистар, ќе ти помогне со таа работа. Така да Бог, кога се грижи за нас, не учи да не станеме некои докажани индивидуалци, туку тимски ентузијасти. Минатата служба, ви ќе кажа нешто многу длабоко, не знам дали се да го забележавте. Кој беше, кој зборуваше? Иле. И Иле многу го пофади славењето. Супер беше славењето, ми се допадна, слава на Господ. Баш бев освежен. Не станувам затоа што имам проблеми со кичмата и така, понекој се одморам. Ама тоа не значи дека не уживам во славењето. Не пофали Иле, кажа дека е се супер, слава, и тогаш Вики кажа нешто многу длабоко, рече, навечер тие славителите ќе застанат пред Господ, ќе ги сигнат своите круни, како 24-те старешини, и ќе положат пред Господ. Има еден принцип во духовниот свет, во Божјото царство се нарекува трейдување, размена, замена. Нели, најголемо нешто кај се одвива размената е крстот Христов. Ние му дававме болести, тој ни дава здравје. Ние му дававме гревови, тој ни даде праведност. Ми разбирате? Ние му дававме осуда, тој ни даде вечен живот. Смрт, вечен живот. И така, јас што сум научил да правам, е кога ќе добијам понекогаш прекомерна пофалба, леле, колку беше помазано, славење. Да бидам искрен, убаво ми е. На времето кога бев помлад, браво! Се гледај тоа славење туку, американски ради, знам да не гледа. Како не тоа гледа? Има на скорти. Но некој ти направи добра обрана, пак некој ти го прави надот, и се таму има многу гужва, така? И после тоа секој чистеше напред на камера. Да се знае кој бил тој кој што направил тоа ето. Да му се виши поенче. Како? Ова беше кулминација. Ме разбирате што сам да кажам. И така јас кога нешто ќе направев добро и секој чепочем, фала ти Господе. Сега мислам дека ќе ме приматат повеќе и може би ќе ми дадат
некоја поголема функција во црквата, мислам дека тоа го заслужувам, ама ништо не се случува така. И тогаш Господ ни кажа, секогаш кога ќе добиеш таква пофалба, оди симни ја својата крува и предај ме мене, затоа што се е од мене и се е за мене. И знаете што трейдуваме тогаш? Фала ти Господе што му потреби, фала ти за сите пофалби што ги добив, и сега сето тоа го положувам, го заменувам, го трейдувам, за да те познавам уште повеќе. Сакам да те познавам уште повеќе, сакам да знам на кој начин се справуваш со нас. Оно што го спомнав, на кој начин се грижи за нас, на кој начин растеме како црква. И затоа, барем јас со мојата служба, никогаш не сум фокусиран, како да кажам, на нечи индивидуален напредок. Не разбирате? Туку сиот мој фокус е како таа личност да направам покорисна и пофункционална во црквата. Не разбирате? Си имате пророци кои што може да ви кажат како да станете побогати, поуспешни, да напредувате во вашата професија. Меѓутоа, мојата служба секогаш била како да станеме професионални како црква, како да станеме тимски играчи. Не разбирате? На таков начин Господ делува со мен. Знам дека други добиваат пророштва, биди храбар, нека ти завидуваат луѓето, но ти напредувај си, се е супер. Јас го прифаќам тоа. Меѓутоа, она што јас сакам да видам е како човек ќе стане позагрен за црквата, пофункционален и покорисен во неја. Го гледаме примерот на Павле. Павле во Коринќаните, мислам, вика, јас знам дека зборувам повеќе на јазици од сите вас. Меѓутоа, кога сум со вас, не сакам да ви кажам манифестации на тоа и да ви убедам дека стварно најмногу од сите вас зборувам на јазици. Туку вика, повеќе сакам да ви дам некој дар кој што ќе биде корисен за вас. Со разумни зборови. Не разбирате? И Павле беше вистински апостол според моето срце и според Божјото срце. Во негово време не беше најпознат. Знаете? Во негово време имал некои батки што биле попознати од него. Што заборавиле? Затоа што не бил можеби угледен физички, затоа што бил можеби дъткал, некој вика дека дъткал, не бил некој як оратор, говорник. Меѓутоа се давал себе си. Им зборувал утре на мрак, ги оправдувал. Знаете, Господ е многу искрен со мене. Сум му дал дозвола, си му рекол, Господе, можеш слободно. Не ми заобиколувај. Ако нешто погрешно правам, можеш слободно да ми кажеш. Нема да се навредам. Една драга сестра, не е тука, пред неколку недели, ми даде едно прероштво. И прво вака ми рече. Николче, Господ сака да бидеш потрпелив. А после кутрата, што секој сме охрабрени, да се охрабруваме, да не бидеме толку брутални. И после го премина и рече, верувам дека Господ ти дава голема трпеливост. И јас си викам, знам дека е првото е. Затоа што знаев што ми се случи пред 2-3 недели, кога се возевме со Андреј, бев малку изнервиран, затоа што го чекав Андреј, исти како мајка му, да го касни. И сваќате дека трпеливоста не ми е јака страна, значи имам добри страни. Кој се само не ми текнува се? Може вие ги знаете. Меѓутоа трпеливоста не е една од други. И сега Господ на кој начин сакаше да се справи? Прво ми дава пророштво, да бидам трпелив. И тогаш ме подсетува, кога изнервиран, ми возеше пред мене еден на телефон, зборуваше многу споро, и јас со моето јако спаркче решив да го преминам, ми доаѓа од таму кола, но му беше понижување спаркче да го и тој реши побрзо доди. И јас се занаетив, сепак. И само за малку успеав. И потоа застанувавме на семафори. Го гледам тој и почна ми зборува. Фала му Господ што се беше затворено и тој ми зборува. Јас само крив сум.
беше неодговорно од моја страна, се ќутев. Ако Господ му дозволува да ме навредува, тоа е моја, ме разбирате. Меѓутоа, тоа беше за мене како сигнал. Го добивам пророштвото, тоа ми се случи. Господ ме посети кога бев студент, учев стихови на памет. И имав научено 1 Коринтијани 13 глава. Познатата глава за љубовта, сеќавате. И јас решив на студентски прашања, чекаме за пријавување на испити, голема гужва, јас застанав на средина, ама некој доаѓа од десно, некој доаѓа од лево, и сите доаѓа на ред, а јас останував на исто место. И почнав се нервирам, и се реков, ај Господ, што да правам, ајде ке, во умот ке си повторувам 1 Коринтијани 13 глава. И почнувам, љубовта е, не ми текнуваш. Љубовта е, што е? И на крај, долго трпелива. И зашто не ми текнуваше? Светиот Дух сакаше да ми каже нешто. Не е долго трпелива. Уште еден пример. Знаете дека јас и Маја сме во тек на земање кредит, купување стан. И ни кажа дека некаде таму во Влај, кај што живее Зоран, има фирма, така и така да речено, се гради куќа. И решивме да видиме што е, како е. И дојде уличката, Анастасија ни кажува, не е тука, на стената е. Ти што знаеш, малечка си, вчера се роди. И одиме таму, нема ниту куќа, ниту ништо. Почнуваме да забекулуваме таа градинката. И на крај во мене се појави мисли, па добро, на колку места бевме? Пак ли, Господи, до кога ќе трпам? А и кажав на таа, кој што ми пророкуваше, добро, од сега нарекуваме трпе. Ама ствари не бев трпе. И веднаш се појавија мисли, па Господи, сите други ги благословуваш, само мене, се нешто ме учиш, се нешто треба да чекам. И после тоа можевме да одиме натаму, јас се викам, ајде, и се враќаме наназад. И сепак во еден момент решивме, ајде ќе пробаме пак. Ајде ќе се враќаме наназад. И тргнавме во една друга уличка. А знаете зашто не тргнав по таа уличка? Затоа што имаше многу убава куќа со убава порта. И тоа беше премногу за мене. Не сме ние за такво место. Каде се гради, каде има бучава нешто, каде има. И сепак решивме, ајде ќе одиме таму и на крај го најдов место каде се гради. И видовме дека е блиску до главната улица, супер место. И сега сме во процес на да потпишеме договор за кредит и можеби ќе живееме таму. И ќе му бидеме комши на Зоран. Се шалам со Зоран малку да го контролираме така, малку нешто прикриене, секи ви дам изјави со кој се дружи, што прави, мора да знаете нешто. Се шалам. Да. Што видиш? Фала. Соарно со убаво. Со късмет. Последна работа што сакам да кажеме дека Господ кога се грижи за нас, сака да научи да живееме по вера. Го прифаќаме ова? Јас сватив дека за некои работи имам вера, а за некои работи ич немам вера. Значи, после нешто се нарекува наша вера и нешто се нарекува вера на Исус. Ќе ви објаснам порано, покасно тоа. Ова е знак дека треба да завршам наскоро. Имам вера за некои работи. Например, сум слушал за црквите во Македонија. Црквите во Македонија максимум до 70 до 80 луѓе, максимум 100, ајде да речеме 120, ама од повеќе не може да додат. Тоа сум го слушал од водачи. А јас имам вера дека можно е. Имате вие вера за тоа? Јас верувам дека можно е минимум 200, да не речем 300 да порасне оваа црква. Имам вера за тоа. И ако некои работи се средат како што треба, се направат, ако има убава, како кажам, убава сработка, убава стратегија, ако имаме овчички во црквата кои се задоволни, си ја сакаат црквата, сите ќе му се фалат. Ќе речат, супер е црквата, убаво славење, си уживаме, дојди ваму, ќе покануваат луѓе. Има еден кој што кажа, пастирите не носат нови овци, овците носат нови овци, ме разбирате? Така да може да имаш многу јаки пастири, не може да очекуваш од нив.
И така, јас навистина имам вера за голема црква. Не знам за вас. Ама за други работи, немам вера. Например, вера дека ќе најдеме стан, ич нема. Меѓутоа, во Галатите, не го знам стихот, само ќе го кажем, вика, а живото што сега го живеам преку вера во Божиот Син, кој ме засака и се предаде себе си за мене. Меѓутоа, некои овој стих вака го читат. А животот што сега го живеам преку вера на Божиот Син. Разбирате? Всушност тоа е верата на Божиот Син. Верата на Исус. И јас бејќи сум заедно со Него, да. Верата на Божиот Син. Некои така го преведуваат. И јас верувам во тоа, дека всушност ова не е наша вера, туку верата на Божиот Син. Ако вака ги проанализирате работите, ќе сватите дека вие нешто се постапиле, затоа што некој ве убедил во нешто. Не разбирате? Тој имал вера и ви кажал, да бе, нема да има никакви проблеми, абе верувај ми, абе вложи во таа работа, абе да ме зафркнеш, не бе, не. Си имали таков пример? Абе супер гарант, ти го гледаш човекот и гледаш дека е полн со вера и решаваш таа негова вера да ја примениш за себе си. И така јас тоа го правам. Често пати кога гледам дека немам вера за нешто, си одам кај таткото, си одам кај Исус. И го слушам тој што ми зборува. И често пати ќе видам дека неговите погледи се сосема поинаки од моите. Не разбирате? И го гледам Исус преполн со вера. You can do it. Можеш. Ама Господе, вака така. Меѓутоа, тогаш дозволувам неговата вера да премине на мене и јас делувам според твојата вера. Се сеќавате на примерот кога ловеле риби, апостолите, биле разочарани затоа што Исус бил убиен, распнат. И тогаш се појавува Исус и им вика, одете таму, таму има риби. И што вика Павле? Господе, абе, бевме таму, немаше, ама на твој збор ќе проверам. И знаете, тоа е живење по вера на Божиот Син. Јас лично, може би немам таква вера во мене. Меѓутоа имам верата во Исус и верата на Исус. И тој верува во мене. Има еден старозаветен лик, се нарекува Гидеон. Се слушнали за него, се читале? Гидеон имал многу ниско мислење на себе си и потоа му се јавува ангел Божи, воин, и му кажува, стани Божи мажу, Божи воину. Кој? Абе ти си. И така често пати сум доживувал подценување од некои луѓе. Понекош не мора да го кажа тоа со збор, туку едноставно со израз на лице. Да, Николче, да. И потоа ќе кај Господ, кај Исус, сосема по друга ситуација. Ме респектира Исус, ме вреднува, се однесува скоро како да сум сличен на Него. Ме разбирате? И така, кога живееш од таа перспектива со Господ, расте таа доверба. И така да не дозволуваш тие дразби и грижи до овој свет и мислења да влијат на тебе. Не разбирате? Туку во Исус сега наоѓаш човек кој што те сака и има голема добра во тебе, има вера во тебе, те вреднува. При крај сум. Дали се сеќавате пред веднали дека Алек зборуваше за псалмите и даде многу убав опис што се псалмите, на кој начин се пишувани, кои елементи ги имаат. И јас размислував многу за тоа. И знаете што се за мене псалмите? Штимачи. Знаете што е штимање? Не знам, друг збор би бил штимери. Зошто? Значи, јас често пати, пошто сум музичар, се занимавам со штимање и се е пубава кога се е наштимано, гитарата со клавирот и многу озвучи. На кој начин се штимам преку псалмите? Ово го кажував на Милена, се сеќавам.
често пати порано, кога нешто бе фрустриран, во својата немудрост, ома ќе им кажем на другите. Абе, до кога вака црква, бе, ни треба некоја промена, нешто. И луѓето, кои се посебно водачи, ќе ми се налутат. Дали Томи, дали Саша Вулетич, дали... И така јас бев ко некој негативец, некој фрустрација, некој кажував. И Господ ми кажа, кој ќе фата тие твоите фрустрации, прво ќе ми кажуваш мене. И јас решив тоа да го практикувам. Сеќавате дека и во псалмите така се почнува, со некоја фрустрација, со некој страв. И јас ќе почнам, Господе, те славам, ти си прекрасен, ти си славен. Арно, ама, ова, Господе, не функционира мојот живот. До кога вака, Господе? Се сеќавам на преходните денови славни и така ја се зборувам. Меѓутоа во свое зборување, најнаш ко почнува да се најнаш се штимам и од таа фреквенција на душата, која што е фрустрирана, најнаш почнува да излегува, затоа што му се обрече на Господ, така? Му се обрече на светиот Господ. Најнаш почнува да подруг тон. И најнаш почнувам, ако сум зборувал против некого, ако сум бил фрустриран, и потоа почнувам да зборувам да благодарам за таа личност. И почнувам да зборувам зборови на вера. Значи, најнаш фрустрација, во мојот собствен псалм, Господ ме наштима и се најнаш почнува да излегува нешто од духот. Јас се чудам каде почнав и што завршив. И ремек дело на Господ е кога најнаш од таа состојба на собствена фрустрираност, најнаш ќе ме натера да заборавам на моите фрустрации, на моите проблеми и почнувам да се стапувам за други луѓе и да пророкувам. Значи, јас пророкувам често пати во молитва за други луѓе во своето скришно место. Не пророкувам во јавно. Не сум сигурен дека од Господ или како ќе го примат. Меѓутоа често пати и така да замене тие псалми. И така најнаш од таа земна фреквенција јас се наштимувам на Божјата фреквенција, која што секојаш виша фреквенција. Не знам дали ова изборува, меѓутоа Господ ме... Алелуја. Ке повторам уште тие главни црти. Значи, на кој начин Господ се грижи за нас? На кој начин се справува со нас? Прво, ни обезбеди се што е потребно за живот и побожност. Ги имаме во Него. И преку вера, по благодат, како што примевме спасение, така можеме и сите други благослови да ги примаме. Посинети сме во Него. Оправдани, осветени, зајакнати. Господ не дисциплинира. Има еден стих што вика, ако Господ ти е татко, тој ќе те дисциплинира, така? Затоа што си му син, постапува на таков начин со тебе. Не разгалува. Не се грижи рутински, површно за нас. Туку работата што е започнал во нас, ќе ја доврши до крај. Амин? Не се грижи површно, туку гледа од перспектива на вечност. Има еден пример каде што еден проповедник кажува, едноставно јас сум во Божјо присуство. Си го славам Господ. Може би за време на славење, може би кога е дома сам. И вика во самото тоа присуство, како да Господ да онлодира некој работи. Не сум ни свесен, не чувствувам ништо. Меѓутоа, покасно, кога ќе се наоѓам во ситуација, некој ме праша, треба да проповедам, и најнаш излегуваат тие работи, јас се викам, кога ги научив овие работи? Кога ги прочитав? Знаете кога? Кога беше во самото Божјо присуство. Едноставно понекогаш треба само да бидеш во Божјото присуство и Господ, бидејќи има стих во Библијата каде кажува самото помазание ќе ве научи. Нема потреба некој да ве учи. Не учи да бидеме докажани индивидуалци, туку тимски ентузијасти. И сака да ја научи да живееме по вера. Можеме да завршиме со молитва? Останало предаваме оваа работа. И посебно ќе се молиме за некои луѓе кои што се уште, ако се мачени, ностоп од грижи и од неволи, од ветришта, виулици, од овој свет, дека стварно дека ќе најдат мир во Исус, дека стварно ќе научат да му веруваат на Господ и да ги предадат тие грижи, бидејќи Господ се грижи за нас. Амин. Фала ти, Татко Небес. Фала ти, Господе, што се ни е дадено за живот и побожност.
преку верата во Божиот Син, кој не засака и се праде за себе си за нас. Фала ти што ги имаме тие скапосени ветувања во Исус Христос. Фала ти што ти го победи овој свет и ние кои веруваме во тебе сме повеќе од победници. Фала ти, Господе, што никакво оружје наменето против нас нема да има успех. Фала ти, Господе, што никакво друго искушение не наваса, освен човечкото, и ти во сите работи ќе ни дадеш излез. Господе, се соочуваме со многу работи предици од овој свет, Господе. Блиски, може би ќе ги загубиме, Господе, Боже мој. Ќе не разочарат, ќе пријатели или било што, Господе, Боже мој. Може би работите што сме ги планирали не одите како што треба, но сепак изјавуваме, Господе, дека решаваме да те веруваме до крај. Веруваме дека си добар Бог, дека си добар татко. Дека работата што е започнала во нас, ти ќе довршиш до крај. И решаваме, Господе Боже мој, се да оставиме во името на Исус Христос секаква фрустрација, секаква депресија, Господе Боже мој, секаква болна грижа во името на Исус Христос. И моја молитва е, Господе, дека ќе те запознаеме Тебе, Господе. Дека ќе ја запознаеме Твојата љубов, Твојата сила, Господе. Истата таа сила со која Ти го воскресна Исус Христос од мртвите. И дека ќе отфрлиме се што не е од Тебе, Господе Боже мој. Фала Ти, Господе, што ќе направиш оваа црква да расте, дека ќе биде глава, а не опашка, Господе. Фала Ти, Господе, што верата во нас ќе расте, Господе, дека може да расте во црква, Господе Боже мој. Фала Ти, Господе, што ние ќе бидеме мнозинство, а не малцинство во оваа држава, Господе Боже мој. Фала Ти, Татко Небесен, имаш прекрасни планови за нас и ние со вера ги земаме, Господе Боже мој. Амин. Фала Ти. Фала Ти, Боже мој. Во името на Исус. Амин. Фала Ти, Господи.